денес зборуваме за подобрување на управувањето и транспарентноста на јавните финансии. Зборуваме извештајот за управувањето со јавниот долг да се разгледува овде, во Собранието на Република Македонија. Ние сме цело време убедувани од представниците на власта дека сме ниско задолжена земја, дека немаме проблеми со буџетот, а платите и пензиите доцнат ако се задоцни новата аукција и задолжувањето на Министерството за финансии. Државата ја направивте зависна од задолжување. Затоа не сакате контрола. Затоа што водите популистичко-клиентелистичка политика која се потпира само на задолжување. И покрај тоа, што во 2014 година воведовте ограничување јавните предпријатија да се задолжуваат со државни гаранции, ама го стимулиравте безгаранциското задолжување со една единствена цел. Многу тешко, премногу тешко се евидентира тоа задолжување и многу тешко се вкалапува. Тешка е контролата. 2014 година ја променивте и методологијата на пресметка на јавниот долг. Методологија која не соодветствува со нормите на ММФ и Светска банка и апсолутно е неспоредлива со степенот на задолженост на другите држави во светот. Еве ви еден пример. 2013 година задолженоста на државата била 38,6% од бруто домашниот производ, а 2014 само за една година 46%. Можете слободно да кажете дека не е големо, ама трендот, тенденцијата е огромен. Само во една година за 10% од бруто домашниот производ да се зголеми задолженоста на државата. И овде клучен збор е бруто домашниот производ. Што е она што произведува Република Македонија за да може толку многу да се задолжува? Бруто домашниот производ, почитувани граѓани, е надуван како меур од сапуница, со странските инвестиции чија основна цел е зголемување на вредноста на бруто домашниот производ, како оваа држава би можела повеќе да се задолжува и прикажаниот процент на задолженост да биде помал, да изгледа дека е помал. А странски инвестиции со ограничен рок, додека траат бенефициите кои се во милионски евра. Затоа денес, видете, Дојче Веле излезе со наслов за инвестициите со зурли и тапани, а за отчетот за нив, молк. Збор не се зборнува. Колкави се субвенциите, колку граѓаните на Република Македонија ги чинат тие странски инвестиции. Странски инвестиции зборуваме во време кога извештаите велат дека повеќе од 5 милиарди евра се изнесени од Република Македонија. Основан е сомнежот, почитувани граѓани, дека тоа се истите пари кои се враќаат назад како странски инвестиции во Република Македонија. Основан е сомнежот дека со тие 5 милиарди евра ја купивте половина Македонија. Половина Македонија ви е под чизмата и во джебот. Тоа е основниот проблем. 5% од населението на Република Македонија располага со 50% од националното богатство на оваа држава. Затоа не сакате отчетност. Затоа не сакате транспарентност. Потребна е транспарентноста зашто е отвореност за цело време на функционирање. А тука е и отчетноста зашто треба да се поднесе сметка. Зошто не сакате транспарентност? Затоа што не сакате да дадете отчет. Нема отчетност без транспарентност. А изминатите години сведоци бевме на огромен број многустрани, по 200, по 300 страни памфлети заглавени како отчет. Арно, ама сите тие беа отчет по ваш терк,
по ваша методологија, без никаква претходна транспарентност на кој начин се трошени тие пари. После еден ваков отчет кој го правите пред граѓаните, а ја покажува суштината на вашето работење, форма наместо суштина, нам ни се случи да добиеме кредит од Светска банка, ама со одложено важење. Го добивме кредитот, ама парите ќе ги добиеме после избори. Ова е податокот, ова е аргументот, почитувани граѓани, колку меѓународните институции веруваат на оваа влада и на ова владеачко мнозинство во Република Македонија. Одложувањето на исплатата на кредитот подразбира недоверба, суштинска недоверба во начинот на трошење на парите и на каков начин се задолжуваат идните поколенија на граѓаните во оваа држава. И за волја на вистината, со ова би сакал да завршам, се чувствува подобрување. Вчера повеќе пати го коментиравме говорот на поранешниот премиер на Република Македонија на средбата со клубот на жени, и она што мене барем ми остави впечаток беше за прв пат спомнувањето на средната класа. Прв пат екс-премиерот ја спомна средната класа, толку посакувана форма за начин на живот и на функционирање на граѓаните на Република Македонија. Нешто кое 10 години беше девастирано и уништувано од страна на владеачкото мнозинство. Нешто кое во овој момент е мислена именка и не постои во Република Македонија. Средната класа, почитувани, можеме да ја вратиме во прва рака со транспарентност и отчетност пред граѓаните, со покажување како се собираат и трошат нивните пари. И за крај, наместо трошење на парите за споменици за мртвите, употреба за живите и градење на поквалитетен живот и поквалитетно секојдневие за секој од нив.